Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Да му пристапиме на Бога преку силата на верата. И така, браќа, кога имаме слобода да влекуваме во светилиштето преку крвта на Исус Христос, по нов и жив пат, што тој ни го отвори низ завесата, односно преку своето тело, имаме врховен свештеник на Домот Божји. Затоа, да пристапиме со искрено срце, во полна вера, откако ќе ги очистиме срцата од зла совест, со побрскување и откако ќе го измиеме телото со чиста вода. И да го држиме исповеданието на надежта цврсто, зашто верен е оној кој се заветувал. И да бидеме внимателни еден кон друг, за да се поттикнуваме кон љубов и добри дела. Не изостанувајќи од собранијата како што некои имаат обичај, туку да се поучуваме еден со друг. И тоа во толку повеќе, доколку гледате дека се приближува судниот ден. Зашто ако откако ја познавме вистината, своеволно продолжуваме да грешиме, тогаш нема веќе жртва за гревови. Туку страшно очекување на суд и јаростен оган што ќе ги проголта противниците. Ако оној што го прекршил Мојсеевиот закон, пред двајца или тројца светоци безмилосно се казнува со смрт, тогаш колку ли потешка казна мислите ќе заслужи оној што го погазил Синот Божи и ја осквернил крвта на заветот преку кој ја осветен и го похолил духот на благодатта. Зашто ние го знаеме оној што рекол: одмаздата е моја, јас ке платам, вели Господ. И пак, Господ ќе му суди на својот народ. Страшно е да се падне во рацете на живиот Бог. Подсетувајте се на вашите поранешни денови, кога откако се просветивте поднесовте голема борба во страдањата. Било затоа што бевте изложени на срам и маки, било затоа што станавте соучесници на оние кои исто така страдаат. Зашто и на оковите мои се сожаливте и со радост дозволивте вашиот имот да се разграби, знаејќи дека на небесата имате подобар и траен имот. И така, не напуштајте вашата слобода, таа ви носи голема награда. Најнапред ви е потребно трпение, па откако ќе исполните волјата Божија да го добиете ветеното. Зашто уште малку, сосем малку, и оној што иде ќе дојде и нема да забоцни. А праведниот преку верата ќе биде жив. Јас не се радувам за ниеден кој отстапува. Ние пак не сме од оние што отстапуваат и гинат, туку од оние кои веруваат и се спасуваат. А верата е подлога за увереноста во она на кој се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Преку неа постарите добија сведоштво. Преку верата разбираме дека вековите се создадени со Божји збори, дека од невидливото произлегло видливото. Со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва, од Каиновата. Преку неа тој доби сведоштво дека е праведен, бидејќи Бог посведочи за неговите дарови. Преку неа, иако мртов, тој уште зборува. Преку вера Енох беше преселен за да не види смрт и не се најде, бидејќи Бог го пресели. Зашто преку преселувањето тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Преку вера, Ное, откако беше предупреден за она што уште не се гледаше, со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Со тоа тој го осуди светот и стана наследник на праведноста по вера.
Со вера, Аврам, кога беше повикан, послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство. И тргна, не знаејќи каде оди. Со вера се всели Аврам во ветената земја како туѓинец и живееше под шатори со Исак и Јаков, наследници на истото ветување, зашто тој го очекуваше оној град што има основи, чии градител и творец е Бог. Преку вера и самата Сара, иако беше неплодна, доби сила да зачне и покрај возраста незина роди, зашто го сметаше за верен оној кој беше ветил. И така, од еден, и тоа остарен, се родија толку многу, колку што од звездите на небото и колку што е безбројниот песок на морскиот брег. Сите тие умреа со вера, не добивајќи ги ветувањата, само оддалеку ги видоа и ги поздравија, признавајќи дека се гости и придојдени. Бидејќи оние што така зборуваат покажуваат дека бараат татковина. И ако ја беа имале наум, онаа татковина од која беа излегле ќе имаа прилика да се вратат. Но тие сака подобра, односно небесна татковина. Затоа и Бог не се срами да се нарече нивен Бог, бидејќи им има приготвено град. Аврам со вера го принесе како жртва Исак, кога беше искушуван, и тој што го доби ветувањето го принесе својот единствен син, за кого му беше речено: потомството од Исак ќе се нарече со твое име. Зашто тој сметаше дека е Бог силен и дека и мртви може да воскреснува, и така да речам го прими Исак воскреснат. Со вера Исак го благослови Јаков и Исав за еднината. Со вера Јаков на умирање го благослови секого од синовите на Јосиф и им се поклони, подпирајќи се на врвот од жезлот свој. Со вера Јосиф на умирање спомна за излегувањето на синовите Израелеви од Египет, им даде упатства за коските своји. Со вера Мојсеј, откако се роди, 3 месеци беше криен од родителите своји, зашто видео дека детето е убаво и не се уплаши од царската заповед. Со вера Мојсеј, кога порасна, се откажа да се нарече син на фараоновата ќерка и повеќе сакаше да страда заедно со народот Божи, отколку да ужива во милливите гревовни наслади. Страдањето заради Христос го сметаше за поголемо богатство, отколку ризниците на Египет, зашто предвид ја имаше наградата. Со вера тој го напушти Египет, не плашејќи се од царскиот гнев, зашто веруваше во оној кој не се гледаше, како да го гледа. Со вера тој направи паска и попрскување со крв, да истребувачот на првородените да не допре до нив. Со вера поминаа преку Црвеното море, како по суво, кое што се обидоа египјаните да го преминат, но се издавија. Преку вера паднаат зидовите на Ерихон, откако беа обликувани цели 7 дена. Со вера блудницата Раав не загина заедно со неверниците, откако благонаклоно ги прими изведувачите и ги изведе по друг пат. И што уште да кажам? Зашто не ќе имам доволно време да кажувам за Гедеон, Варак, Самсон, Јефта и за Давид и Самуил и другите пророци, кои преку вера победија царства, вршеа правда, добија ветувања, затворија усти на лавови, угасна огнена сила, ја избегна острицата на мечот, од немоќни стана крепки, стана силни во војна, прогонија туѓи војски. Жени примија своји умрени воскреснати, други пак беа мачени и неприфатија ослободени, за да добијат подобро воскресение. И други поднесоа подигрување и камшикување, па дури окови и затвор. Со камења беа убивани, со пила и сечени, на искушение подложувани, умира убивани со меч, скитаа во овчи и козји кожи, во сиромаштие, во маки, во срам. Тие за кои светот беше недостоен, скитаа по пустини, по ридови, по пештери, јами во земјата. И сите тие, иако примија сведоштво преку верата, сепак не го добија ветеното, зашто Бог предвиде нешто подобро, та тие без нас да не примат совршенство. Елиезер.